Почитувани добра вечер, вие сте со уште една анализа на Телевизија 24. Се наближува почетокот на кампањата за претседателските избори, така полека се засилува и реториката и отприлика се чини дека ќе видиме слична кампања какви што гледавме во македонската политика, било да се работи за локални, претседателски или парламентарни избори. Почнува кампања со навреди на или со реторика на лична основа, тоа често го гледаме. Во исто време во државата се одвиваат и преговори за судбината на СЈО, тоа е процес кој оди паралелно и кој е поврзан со добивањето на датум за преговори за Северна Македонија. Така да сето тоа го прави моменталниот збир на македонските политички случувања за кои ќе зборуваме вечерва со нашите гости. Тоа се Благојче Атанасовски, аналитичар. Добро вечер, Армен Нухију, исто така аналитичар и преведувач. Добро вечер, и Ненад Јовановиќ, колумнист и аналитичар. Добро вечер. Господа, да почнеме веднаш со претседателските избори. Тие се некако најактуелна тема. Излезе скоро една анкета Јовановиќ во однос на кандидатите, во однос на гласачите, кои колку би гласал и за кого. Видовме едни бројки кои се прилично, кои покажуваат еден прилично близок однос, еден мали проценти на разлика, иако од партиите кои кажуваат нивните ставови, тие проценти се доста поголеми. Мислите ли вие дека оваа анкета отприлика е реална? Дека ја отсликува сегашната состојба? Па, ако се вратиме историски малку наназад, ќе видиме дека очигледно е дека нивото на политичките партии и лева и десна се горе-долу тие проценти и ми се чини дека тој 1, 2 до 3% ќе одлучува на следниве претседателски избори. При тоа мора исто јасно да напоменам дека во моментот оваа трка за претседател на државата Северна Македонија е ужасно важна. Ужасно е важно кој ќе биде претседател на Република Северна Македонија и ужасно е важно во фер и демократска атмосфера да поминат овие избори. Зошто Јовановиќ нагласувате дека е толку важно, бидејќи баш спротивно луѓето претседателските избори ги перцепираат за најмалку важна работа во однос на овластувањата на претседателот, во однос на надлежностите? Па видете, ако ја следиме сиот трактат во овие 2 години што се случуваше во оваа земја, ако видиме дека еден тридеценијски спор се заврши, значи во билатерален спор, односно се заврши конфликтот помеѓу Република Северна Македонија и Република Грција, ако видиме дека јасна е трасата на оваа земја дека ќе оди кон евроатлантски интеграции и кон Европа, тогаш нема никаква причина да се сомневаме цинично и да реагираме нихилистички, да кажам, дека овие избори се неважни, баш напротив, овие избори се ужасно важни, во кои јасно ќе ја стават напредокот и иднината на оваа земја, не само на нас лично како индивидуи, туку и на генерациите кои што се далеко помлади од нас и на генерациите кои доаѓаат. Значи, профилацијата на оваа земја е јасно одредена и секое, како да кажам, секое бојкотирање или секоја непрегледност во изборите, дека овие се неважни избори, дека претседателот ќе има само протоколарна функција, дека нема тука ништо да одлучува, ја мислам баш напротив, дека овие избори се ужасно важни за оваа земја. Добро, ќе позборуваме понатаму зошто се тоа важно според вас, но Хил, како вас ви се чинат анкетите? Особено е интересна улогата и на третиот кандидат кој никој не го зборува, веројатно бидејќи според очекувањата многу се мали шансите да влезе во вториот круг, господинот Река, но тука има интересни перцепции во однос на гласачите, чии гласачи сега се определуваат за него. Прво, добро вечер, поздрав до Телевизија 24. Господинот Река е исклучително квалитетен кадар, универзитетски професор, и мислам дека ќе добие значаен дел од гласовите на албанското гласачко тело. Бидејќи човек, универзитетски професор, беше, ако не се лажам, амбасадор на НАТО
од Македонија и не би го отпишал пред време господин Одрека. Иако Мислите ли за втор круг? не би го отпишал бидејќи многу, според моје мислење, многу етнички албанци ќе гласат за него, независно што некои политички партии имаат заеднички кандидати, друг кандидат подржуваат. А дали ќе влезе во вториот круг, за жал кај нас се политиката, политичките партии превладуваат, а нема критична маса на граѓански освестени луѓе за да гласат независно, за жал, уште еднаш велам, независно етничката, верската припадност. Но во секој случај едно освежување, всушност трите кандидати се освежување. Релативно се, иако ги подржуваат одредени политички партии, допред ова изборна трка за председател на Република Северна Македонија, тие не беа активно вклучени во, може би само господинот Пендаровски повеќе вклучен во СДСМ, но господја Давкова Силјановска и господин Река, факт е дека не беа членови ни на ВМРО ДПМН, господја Силјановска, ни на Алијансата на албанците или и на БЕСА за господинот Бледим Река. Така да тоа е еден нов момент, но сепак мислам дека ќе одлучат политичките партии, тоест блоковите на политичките партии, за жал уште еднаш. Јас би сакал да дојде времето кога луѓето ќе гласат како на пример за во западните европски држави или во Соединетите американски држави, Јапонија, Австралија, развиените земји, каде што гласаат за програма, каде што гласаат за опции, кај нас се уште го немаме достигнато тоа. Да, ние сме имале во историјата некои можеби исклучоци такви, но тие не станале правило никогаш. Да. Атанасовски, како вас ви се чини сега со односот и во однос на тоа што потенцираат сите кандидати дека се надпартиски кандидатите, иако ги кандидираат политичките партии? Веројатно со тоа што сите кандидати претендираат да бидат надпартиски кандидати, односно кажуваат во јавноста дека се надпартиски кандидати, сакаат да привлечат и да освојат поголем број на гласови од условно кажано неутралните или неопределените гласачи кои се уште се двоумат кому да му го дадат својот глас, односно да го зголемат бројот на гласовите кои традиционално им припаѓаат од матичната партија која ги кандидирала нив како кандидати, но ако погледнеме каква е реториката на кандидатите од страна на владеачката коалиција поддржани од ТУИ, тоест господинот Пендаровски, и кандидатката на опозицијата господјата Силјановска Давкова поддржана од ВМРО ДПМН, бидејќи се уште кандидатот Бледим Река толку нема тргнато, како да кажам, офанзивно во кампања, изјавите и реториката и дискурсот кои во јавноста веќе го гледаме, кои го користат двата условно кажано доминантни или фаворитски кандидати за кој да биде председател иден на Република Македонија, не соодветствува со тоа што они изјавуваат дека се надпартиски кандидати, односно нивните ставови многу се блиски, да не речам идентични со ставовите на нивните нематични партии, односно партии и коалиции зад кои застанале зад нивната кандидатура, односно ако погледнеме каква е реториката на кандидатот на опозицијата, односно на господјата Гордана Силјановска Давкова, таа многу се поистоветува со реториката на лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, дури не отстапува, дури во некои изјави своje поригидни и радикални му се обраќа на премиерот Зоран Заев, дека таа ќе била која ќе го отпочнала неговиот пат, односно таа не му се обраќа официјално на низиниот против кандидат. Дали на тој начин некако може би сака да каже дека Стево Пендаровски не е опонент на неа, не е за опонентот Заев? Па не знам дека некоја таква порака може би. Па не знам дали е целта, не знам дали е целта подценувачка порака кон незиниот официјален против кандидат кој доаѓа нели од владеачките партии господинот Стево Пендаровски, но мислам дека во ситуација кога ние бираме председател на републиката, односно имаме председателски избори, треба едноставно председателите со својот интегритет, со својот морален кредибилитет, сите тројца се универзитетски професори, да се упатуваат пораки меѓу себе, односно нивните визии, програми, ставови, како тоа тие гледаат Република Македонија во нивниот евентуален 5-годишен мандат како председател на Републиката, тука да ги судрат нивните видувања или контрааргументи,
а напротив да не бидат тие што дополнително ќе ги разгоруваат, да речем, битките меѓу традиционалните политички партии. Видовме дека вчера нели има ТВ дуел премиерот и лидерот на опозицијата, и тоа е нормално да имаат ТВ дуел. Сега не може ние да очекуваме ТВ дуел меѓу кандидатката на опозицијата Гордана Силјановска-Давкова со премиерот Зоран Заев. Едноставно не соодветствува таа паралела. Се надевам дека ќе имаме ние квалитетни ТВ дуели меѓу сите тројца кандидати. Се надевам ќе имаме ТВ дуели меѓу кандидатите кои ќе влезат во вториот круг, па така ние како граѓани на Република Македонија ќе можеме едноставно да ги видиме нивните аргументи, нивните ставови, нивните програмски идеолошки определби за тоа како се залагаат нашата држава во наредните 5 години, доколку они би биле евентуални председатели, тоест ја извршуваат највисоката по устав функција во државата, тоа е председател на Република Македонија, како они би се однесувале. Мислам дека тоа за секој граѓанин, зрел, освестен, кој сака да го даде својот глас врз база на тие определби, е битно, а не е битно ние да се занимаваме со дневна политика и дневно политички пресврти. Да, и двата кандидата кажаа дека би прифатиле ТВ дуел, дека ќе прифатат, така да верувам, се надевам дека ќе го видиме. Јовановиќ, овие избори сега председателски ми се чини различни од сите досега председателски, па и парламентарни и било какви избори, бидејќи се случи за време на референдумот оној феномен со тивкиот бојкот, со бојкотот, каде што референдумот не успеа, и се чини дека тоа се виде како добра тактика за постигнување на одредени цели, на тој што ги има тие цели и знае што сака да постигне со нив, за тактика која досега не била употребувана во ниту едни избори. И сега дури и премиерот вчера кажа дека и самиот се плаши од неуспешни избори, од недоволен цензус, дека тоа е нешто што го плаши. Баш така кажа. Мислите ли вие дека, еве, сега ќе поразговараме за тоа, за математиките, за стратегиите на партиите, дека цензусот, сега, еве, да зборуваме директно за вториот круг, дека може да биде проблем? Па, апсолутно, значи, во секоја изборна трка, цензусот е проблем. А јас се уште не сум на тие позиции, се уште не сум во таква резигнација влезен, и мислам дека, повторно ви велам, во македонско општество вирее дека тој активен и пасивен бојкот, дека луѓето не се задоволни од понудата, и мислам дека е ужасно важно да се излези да се гласа. Сега што се случува тоа во македонското општество е дека луѓето кои припаѓаат на демократскиот свет, на луѓето кои припаѓаат во СДСМовскиот свет, ако сакате, пропагираат некаква, како да ја наречам, бојкот, пропагираат неактивност во изборите, и мислам дека тоа ќе биде клучно за тој 1, 2, 3% кои ќе одлучуваат за самите избори, и мислам дека тоа е погубна варијанта, пошто да не се лажеме, се разбира дека Стево Пендаровски не може премногу да избега од Гордана Силјановска-Давкова. Повторно ви велам дека размерот за одлучување на овие избори ќе биде 2 до 3% во... Добро, ако мотивите на оние кои повикуваат на бојкот, а припаѓаат, да речеме, на условно кажано десниот политички кампус, нивните мотиви се јасни, тоа се отприлика истите луѓе кои повикуваа и на бојкот и за референдумот, но сега оваа група која вие спомнувате, таа таргет популација, која, да речеме, гласа за провладината СДСМ, а сега на некој начин се пасивизира или повикува на бојкот или едноставно не кажува ништо. Знаете како? Кои се мотивите на таа група? Легитимно е со сопствениот глас човек да прави што сака, да излезе, да поддржи, да не поддржи. Да, добро, тоа не е спорно. Значи, може да негира, али ви велам, ужасно е важна самата траекторија на македонското општество каде ќе се движи. Да, но кои се мотивите на таа групација, зошто они сега не би излегле да гласа? Тоа сакам да видиме. Па зошто не би излегле? Затоа што се резигнирани, да кажем, имаат право. Во македонското општество, политиката денеска имаме разни скандали, нели, од корупција, имаме од непотизам. Тоа е све легитимна
борба и легитимна резигнација. Но ви велам, се уште не сме дојдени до тој стадиум да на таков начин се понашаме резигнирано, бидејќи овај влог е многу поголем од малите дубиози кои се возможни да се решат. Тоа не е невозможно прашање да се реши со непотизмот, со корупцијата, бидејќи во овие 10 години стравичен проблем настана со самата партија ВМРО-ДПМН. Да не заборавиме дека ова беше Орбанова сатрапија, дека ова беше една источна руска диктатура која владееше во овие 10 години. Значи, не може вие од 10 години најнаш да стигнете до некаков стандард од 500 евра, да стигнете до владење на право. Тоа се, како да ви кажам, тоа се страшни прекршувања во ова општество и наеднаш со тој вакуум од прекршувања од еден систем, влегување во друг, па сега и промена на името, тоа се стравични како да кажам, тоа се стравични прекршувања во самиот обичен човек, во самиот обичен гласач. И треба за некои процеси и време и трпение, и ја мислам дека нема потреба повторно да кажувам да има толкава апатија, него баш напротив, треба фино лепо да излезе човек и да се одлучи за својот глас. Бидејќи, ако не гласаш, не се рачунаш. Ако не излезеш на избори, не се броиш. Не постоиш. Ова е демократско општество и секој глас во македонското општество е важен. Да. Но Хил, кога зборуваме за бојкотот, за стратегиите, еве, лидерот на ВМРО-ДПМН изричето вели, директно вели дека тој нема да повика на бојкот. Мислите ли дека тоа за референдумот, до душа да бидем искрени, не се изјаснуваше дали ќе повика или не? Сега вели директно, јас нема да повикам на бојкот. Мислите ли дека тоа до крај ќе остане стратегијата на ВМРО-ДПМН, особено ако во првиот круг има разлика во корист на господинот Пендаровски? Па сега господинот Мицковски навистина рече, мислам дека и во синоќешниот рече дека нема да. Да, рече, да. Но тоа за мене важи според мене во првиот круг. За во вториот круг може би ќе имаат друга, да речем, друга стратегија. Ќе зависи од резултатите и ќе зависи всушност од стратегијата. Која му е стратегијата? Дали да се повлече во вториот круг или да оди во... Ако сака да придонесе во демократскиот процес, мислам дека ова изјава на Мицковски, господин Мицковски од ВМРО-ДПМН, дека нема да бойкотира, треба да важи и за вториот круг. И со тоа ќе докаже дека се сериозна партија која сериозно се вклучува во политичките процеси на Република Северна Македонија. Би сакал да биде тоа што го изјави, значи да се оствари, да не бойкотира ни во првиот ни во вториот круг. Само да напоменам, можно е господинот Мицковски јавно и декларативно да се заложува дека нема да, условно кажано, да повика членството и симпатизерството на својата партија да бойкотира во вториот круг, но може да се случи така наречен тивок бойкот, односно да се даде една наредба, една насока до сопствените општински комитети, половично или делумно да излезат на гласање и да се направи една математичка комбинаторика да ВМРО-ДПМН е гласа, но сепак во вториот круг да не биде постигнат предвидениот цензусот над 40%, односно според запишаниот број на гласачи во избирачкиот список, тоа се некте над 720.000 граѓани со право на глас. Значи може да се случи и ситуација во која гласачите на ВМРО-ДПМН би излегле на гласачките места, би заокружиле за ВМРО-ДПМН, но не во толкав број за да се постигне предвидениот цензус. Тоа го зборам во хипотетичка ситуација, доколку во првиот круг се види некоја поголема или подрастична разлика во корист на кандидатот на опозицијата, господинот Стево Пендаровски, бидејќи како што гледам изјавите на лидерот на опозицијата на господинот Христијан Мицковски одат во таа насока дека само во екстремни ситуации во кои, како што вели тој,
видиме груп фалсификат, полнење на кутии, изборен инженеринг, тогаш не исклучува можноста да ВМРО ДПМН како Да, на тој политичка начин партија и тој како лидер да повика на бойкот. Остава отворена врата. Остава отворена врата во една, како да кажам, последна варијанта во која тој би оценил дека се случува сериозно нарушување на изборниот процес, односно да кажем условно кажано масовен фалсификат. Но сите негови изјави укажуваат на тоа дека тој со својата кандидатка за председател на државата алудира, односно претендира да победи неговиот фаворит и неговиот кандидат од неговата матична политичка партија и тоа да биде вовед во условно кажано предизвикување на нови парламентарни избори и негово доаѓање на власт. Доколку се верува во искреноста на неговите изјави, доколку тој навистина крои стратегија дека со овој предложен кандидат може ВМРО ДПМН да го даде идниот председател на државата. Да. Меѓутоа, ВМРО ДПМН може да освои повеќе гласови преку кандидатот за председател господја Силјановска Давкова во првиот круг. Но не верувам искрено дека ќе стане председател, бидејќи во вториот круг ќе решат граѓаните од албанско етничко потрекло. А се знае дека ВМРО ДПМН се уште не ужива скоро никаква. Може се согласувам, последните анкети го укажуваат тоа дека што албанските граѓани во вториот изборен круг или ќе бойкотираат, или ако гласаат, ќе гласаат за господинот Стеван Пенаровски под услов господинот Река да не влезе во втори круг, што е сосема известно. Така ние сме имали исто така практики искуство од минатото. Покојниот председател Борис Трајковски во првиот круг нели драстично губеше во однос на својот против кандидат Тито Петковски, но потоа со масовно гласање, да речем, на граѓаните од албанска етничка припадност, тој ги загуби изборите. Тоест, господинот Борис Трајковски тогаш стана председател и иако во првиот круг губеше, така што може да се случи таа варијанта вие која ја напоменувате. Во првиот круг кандидатот за председател Гордана Силјановска Давкова да има условно кажано неколку десетици илјади гласови повеќе, но во вториот круг согласно сите анкети кои ние ги гледаме, кои веќе се презентираат во јавноста, кандидатот на опозицијата скоро и да нема никаков рейтинг кај етничките албанци, додека добар рейтинг, односно доста гласачи албанци би Уште гласале повеќе е чудно во целава приказна што ова што го кажувате, тоа се фактографски податоци дека условно кажано албанските гласачи решаваат во вториот круг, тоа е секогаш било така. Таква е праксата, на нашата Таква е праксата, организација, не со политички Така е математиката, но сакам да кажам дека е чудно што господинот Мицковски не се ни обидува да допре до албанските гласачи. Тука е онаа негова фамозна објава на Facebook каде што не ги ни спомнува албанците кога ги набројува етничките заедници во Македонија кои ги повикува. А од друга страна професорката Силјановска отворено се противи на законот за јазиците, каде што се проширува употребата на албански јазик, веле дека е неуставен. Така да малку е чудна. Мислите ли дека искрено веруваат дека можат да победат без албанските гласови или едноставно се откажат? Ако мислат дека може да победат, тогаш немаат допир со реалноста. Пошто албанските граѓаните од албанско етничко потреба во вториот круг ќе одлучат кој ќе биде председател. А ова за законот за јазици, еве господја Силјановска, мислам универзитетски професор, ја ценам, меѓутоа да имаш против еден закон во кој на втората поголемина етничка заедница во Македонија ја овозможува право да се обради на мајчин јазик, тоа е јазик за албанската етничка заедница. Тоа не е против македонците. Според новиот закон, според сите закони до сега, македонците немаат обврска да учат албански јазик. Тоа што учат е друга работа. Тоа е позитивно. Знаење јас живеам од јазиците. Да, работите како преведувач. Но сега во 21 век, пред влезот на НАТО, во текот на скринингот на Европска унија, да имаш против еден закон кој всушност оди во насока на коезија, кој ви кажува другачи од ова, ве лаже или не има врска со реалноста, кој оди во насока на коезија на албанските граѓани, преку својот мајчин јазик да се изразат на сите нивоа на власта, бидејќи тука живееме, тука сме. Не сме дојдени од Марс. Така да само ќе штетат. И така со овие изјави господја Силјановска не може да добие повеќе гласови од тоа што всушност има тој корпус од ВМРО ДПМН, гласовите на ВМРО ДПМН. Со вакви изјави и настапи и така нискиот рейтинг помеѓу албанците на ВМРО ДПМН станува уште
незначителен или воопшто го нема. Да, но вие пишувавте за една опција за една можна теза, една можна опција, таа што се зборува за таа неформална коалиција помеѓу ВМРО, ДПМН и господинот Села и опозицијската Беса. Јовановиќ, верувате ли во таква, бидејќи во македонската политика очигледно дека се е можно, верувате ли во една таква можна комбинација каде што ВМРО ДПМН така би се обидело да дојде до дел од албанските гласови преку господинот Села? Па, еве и самиот колега кажа дека тие тешко се одредуваат како во моментот нереформирана политичка десна партија, тешко се одредуваат кон албанскиот гласач. Мицкоски, гледате дека и во вчерашното интервју со премиерот Заев, практично не кажа ништо. Цело време таа дебата беше сведена на едно, како да кажам, едно неугледно провинцијско дофрлување, каде под плаштот на ти си крив за се живо во оваа земја, он практично ловеше во матно и големо прашање беше на кого он уствари му се обраќа. Значи, ВМРО-вци во моментот со оваа констелација и со оваа политичка партија тие немаат однос кон албанците. Единствена работа што сака Мицкоски да го мобилизира или да го мотивира своето членство е само преку две теми. Директен напад кон Зоран Заев, што е исто катастрофално, како да кажам, мислам, тоа е политички дилетантизам да го напаѓаш премиерот на земјава, без притоа да испорачаш идеи кои не се персонални, кои не се ад хоминем, него цело време го напаѓаш на персонално ниво, те за браќа, те за војни, те за стрини, те за ова, те за она, а не испорачуваш никаква реална понуда на граѓаните на оваа земја, на сите граѓани на оваа земја. И неговиот концепт се коси со концептот на општество за сите. Тоа е термин во кој нема јас да ја мобилизирам приказката со тоа што ќе го нападнам мојот комшија или мојот пријател, него ќе понудиме реална приказка за сите антагонизми да ги вклучиме во еден. Значи и албанци, и бошњаци, и турци, и роми, и срби, и сите луѓе во оваа земја, бидејќи, пазете, ВМРО ДПМН секогаш својот македонизам или својата македонштина ја одредува преку другиот. Значи, кога се они во својот табор се сите македонци. Тоа е повеќе од јасно, тоа го пишуваше и Марија Тодорова, една брилјантна бугарска теоретичарка. Кога се во однос со другиот, со различниот, со инаквиот, тие тогаш се повеќе македонци отколку што обратно треба да биде. Ме разбирате, таа е таа националистичка структура која само на разделби знае да мобилизира членство. И едно ужасно важно што е во некоја смисла некој општ јавен интерес, ВМРО ДПМН е да не заборавиме и простете ми сега на ваков начин што ќе кажам, таа партија во овие 10 години не е реформирана, а тоа значи дека е останата како штеточинска, како губитничка, како крвава, како корумпирана, која сета беда и несреќа ја произведе на нас граѓаните во овие 10 години. И сега од тој багаж што они го створија во овие 10 години, сега ние треба повторно да влеземе во изборни математики, ќе ни даде овај, ќе влеземе ли овај ќе помогне или нема да помогне. Значи, таа партија е ужасно важна во македонското општество, таа е ужасно важна да биде check and balance, тоа го велат сите истражувања, тоа го велат сите релевантни политички субјекти во оваа земја, али во оваа констелација ВМРО ДПМН е губитничка за македонскава иднина. Уште нешто ако можам да кажам. Вака, ВМРО ДПМН е голема партија, конзервативна партија, десен центар и е стварно навистина преку потребна. Како во секоја прашање е дали е десен центар. Тоа е така се, добро, така се определуваат. Таму има прекрасни луѓе, многу од нив имам и лични пријатели кои не се оптоварени со национализам, а друга е мајндсет политиката или тоа мејнстрим политиката. Дури ако отидеме назад кон историјата, внатрешната македонска револуционерна организација тесно соработувала со албанските комити, така наречени, за време на Илинденското востание, за време на Крестенското востание, заеднички чети македонско-албански војувале против турскиот окупант. Точно, Армен, и тоа е денеска контрадикторно зашто таа политичка партија, условно кажано, гаи негова најголем национализам спроти албанците
создавајќи раздори и омраза. Инаку, ако видиме од превземањето на претседателското место во ВМРО ДПМН, многумина очекува во таа политичка партија, па дури се појави едно крило, така наречено реформаторско крило, кое пропагираше модернизација, европеизација на ВМРО ДПМН, за конечно ВМРО ДПМН да излезе од кожурецот на национализмот и да прерасне во една модерна европска демократска политичка партија која ќе учествува во политичкиот живот на Република Македонија, но сега се случува ситуација во која јас верувам дека за да продолжи да функционира ВМРО ДПМН и еден ден да дојде на власт за да може да направи политичка коалиција во Република Македонија со условно кажано албански коалицијски партнер, ќе мора да се реформира и да отиде што по концентарот, односно да стане по условно кажано граѓански и либерална партија, да го напушти тој националистички дискурс и таа реторика, а тоа е клучна грешка на претседателот Мицковски, бидејќи не им се обрати на сограѓаните албанци, бидејќи видите, ако сметаат раководството денешно на ВМРО ДПМН и лидерот дека ќе се врати времето во кое Македонија де факто беше поделена на етнички блокови, пред се македонски политички, албански политички блок, и со еден официализиран договор, но не како, тоест договор кој не важи како законско решение, туку како джентлменски договор меѓу премиерот тогашен Никола Груевски и лидерот на Дуј Али Ахмети, дека секогаш после секои парламентарни избори во Република Македонија ќе прават коалиција, условно кажано, победникот во албанскиот и победникот во македонскиот политички блок, и дека тие така ќе владеат вечно. Видовме колку владеа, стварно владеа долго време, но мислам дека во Република Македонија конечно тој принцип на етнички поделени блокови се растури, се надевам и ќе се уништи за секогаш со тоа што СДСМ понуди концепт едно општество за сите, концепт кој голем, да не речам огромен број сограѓани наши албанци го прифатија, пред се давајќи го својот глас по сите анализи, по сите проценки, преку 40-45.000 етнички албанци гласа за СДСМ на парламентарните избори 2016 година и условно кажано тие беа активен чинител кој СДСМ го донесе на власт. Така што се надевам дека ќе преовладе еден разум кај опозицијската ВМРО ДПМН, ќе се отвори таа политичка партија како модерна, демократска и пограѓанска политичка партија, нека си го задржи својот конзервативен идеолошки предзнак на условно кажано најпатриотска, најмакедонска партија, но верувам искрено дека нема да се врати времето во Република Македонија кога Република Македонија, која е уставно унитарна држава, ќе функционира на федеративен принцип, каде што после секои избори влада ќе формираат победниците во двата поделени етнички политички блока. Така е во Босна и Херцеговина, но Босна и Херцеговина е федерација. Сега ние имаме ситуација во која ВМРО ДПМН перманентно го обвинуваше Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз дека сака да ја федерализира или кантонизира Македонија, а имаме ситуација во практика владењето, практикувањето на власт, поделбата на власта меѓу ДУИ и ВМРО ДПМ беше класичен федеративен принцип. Јас се надевам во иднина дека што повеќе ќе исчезнува етничкиот предзнак кај политичките партии, тие ќе се ориентираат да бидат што пограѓански партии. Се надевам дека такви политички партии ќе има и во така наречениот албански политички блок, каде што во етничките условно кажан албански политички партии ќе имаме вклучување на граѓани од македонска етничка припадност, од ромска, од бошњачка и од други. Да, но Атанасовски, но дали доколку се примени тој принцип, дали на тако ние сега имаме една деескалација на односите, да речеме, со суседите, каде што секогаш беше најдобар извор за такви антагонистички пораки, за мобилизација на своето членство на националистичка база, па така го имаме договорот со Бугарија, го имаме преспанскиот договор со Грција, каде што таму реално ќе се случува деескалација во годините што следуваат, бидејќи тој проблем со името нема да постои. И сега доколку имаме деескалација и внатре во односите меѓу двете најголеми групи, македонците и албанците, дали тие партии кои досега најмногу национализмот го користеа како карта за мобилизација на гласачите, ќе изгубат својата моќ, ќе немаат
ќе немаат за што да зборуваат понатаму. Па, вие тоа добро го детектиравте. Значи, Мицкоски во овој момент ја изгуби главната тема. Тоа е приказката за името и за идентитетот. Тие не знаат што во овој момент да зборуваат во јавност. И секогаш се тие персонални клеветења и денунцирања. Значи, темата за името во Република Македонија е завршена работа. Приказната за идентитетот е завршена работа. Тоа иоле секој писмен човек и добронамерен човек кој што го гледа јавниот интерес во Преспа Агримент е јасна работа. При тоа да не заборавиме дека Европа, за Европа договорот од Преспа е решавање на билатерален спор. Тоа не е решавање на прашање на име. Тоа е билатерален спор помеѓу две земји. Така Европа, Брисел, официјален Брисел го гледа спорот со името. Така го гледа договорот исто и со Бугарија. Значи, пред пристапниот влез во Европа, Европа јасно ти кажува, ти маркира црвена линија која ти вели дека пред да ми влезеш кај мене, мораш да имаш завршено сите билатерални спорови со комшиите. Последната фаза, се надевам и верувам и повикувам на тоа, е конечното помирување дома со излез на председателски избори и со гласање за тој кандидат кој граѓаните на оваа земја ќе одлучат. Значи, никаков бојкот и никаква абстиненција нема да ја заврши домашната работа која треба да не помири сите овде. Тоа е последниот, како да кажам, последниот елемент кој треба да го заврши договорот со Преспа. Значи, излезност, председател кој е проевропски, јасно продефилиран низ овие години, а не ни риба, ни девојка, како беше она, сега да ми простите таа метафора. Значи, не може во Европа, ама името не го даваме. Во Европа, ама правиме раскол помеѓу етникумите во Македонија. Значи, тие пораки се погубни и тие пораки не проаѓаат веќе кај поштен и честит граѓанин и гласач на оваа земја. Доста беше во овие 10 години поделби, па раздели, па владеј, раздели, па владеј. Видовме што се случи во тие 10 години. Видовме на 27 април што се случи. Значи, такви работи се недопустливи. Тоа е допустливо за некој човек кој живее во 15 век. Да се убиваме и да се колиме, али земја која треба да оди во Европа не смее 27 април више никогаш да и се случи во... Сега, значи, го спомнавте 27 април, значи, тоа е правото и правдата, се течат НОХИУ и преговорите за СЈО, СДСМ и ВМРО, ДПМН нормално секогаш со тотално спротивставени ставови. СДСМ тврди дека сака да продолжи СЈО со добрата работа, како што велат, како до сега, но ВМРО ДПМН вели дека СЈО е сосема селективни и барат начин да се стават, да продолжат они со работа, да бидат во функција, но во друга форма. Сега тука прашањето е, дали мислите дека дали мотивите на ВМРО ДПМН се искрени во овој поглед, дали навистина сакаат право, правда и правна држава, или се обидуваат оно што ги обвинува СДСМ преку менување на тој законот за јавно обвинителство и улогата на СЈО да направат уште една амнестија на мала врата, со што случаите би требало да почнат пак од поново сите, да се купи време и така натаму. Видите, СЈО направи многу добри работи. СЈО беше, и мислам дека се уште е, институција со најголем процент на довер помеѓу граѓаните. Иако тој процент е доста паднал. Добро, доста е паднал, меѓутоа тие обвинители што ги собра господја Катица Јанева, тие луѓе беа од институции, од обвинителството, внатре биле луѓе. Меѓутоа, кога добија независност и поддршка од меѓународниот фактор, тие луѓе се охрабрија. Сега додуше гледаме охрабрување и во основното јавно обвинителство. Значи, се гони. Обвинителството полека се опоравува. И од државното, не само СЈО. Меѓутоа, главниот проблем, според мене, е судот. Вие, значи, по 2 години уште председател на суд да го имате Јово Превар, тако звани, така наречен, какви реформи ќе бидат од него? Тој дел од Сваровски судството се уште одлучува кои суди ќе биде, или не знам, Врховен суд, председател на Врховен суд. Добро ми рече еден мој пријател на еден Facebook
статус. Не може толку да гонат обвинителите колку што и ова превара може да ги елиминира, да ги падне тие обвинени. Да, но господине Нухиу, делот критички настроената јавност вели дека тука е во најмала рака сомнителна и улогата на владата, бидејќи не видовме никакви напори да се смени претседателот на Врховниот суд. Не е сомнително. Не видовме апсолутно е ниту напори да се смени судскиот совет. Не, владата со самиот и парламентот со самото тоа што дел од пратениците ги амнестира, кои им треба за двотретинско мнозинство, а овие другите што не беа пратеници ги осудија, мислам, што има да се зборува помеѓу. Тоа е катастрофа. Значи, Крсто Муковски и тој другиот, како се викаше тие поред, пошто беа пратеници, ни требаат, ќе ги амнестираме, дури и тендери му даваа после таа амнестија, а тие луѓе кои не беа пратеници, тие ги осудија, го јадеа стапот, да речеме народно, да. Значи, апсолутно не тука не е сомнителна, тука е апсолутно погрешна и катастрофална одлуката на владата да направи селективна амнестија. Впрочем, тоа го рече и обвинителката Русковска сношти. Не сум задоволна, бидејќи правдата не е целосно задоволена. Не вчера, него пред некој ден. Да, селективна правда е неправда. Најголема. А за жал обвинителството, па и судството тука нема ингеренци, бидејќи амнестијата е друг инструмент, не е поврзан со правото. Да. Во однос да преговорите за СЈО, како ви изгледаат на вас мотивите на партиите? Еве, например, господин Ницковски вели, се што вие сакате да направите преку СЈО е всушност да направите дополнителен притисок на опозицијата, да ја оценувате опозицијата, да ја држите во шака и понатаму, дека тоа му вели на премиерот Заев, дека тоа ви е единствената цел. Добро, риториката на лидерот на опозицијата, на господинот Христијан Мицковски во однос на специјалното јавно обвинителство не е нова, тоест не е изненадувачка, постојано и константно тој вели дека се врши политички прогон визави пресудите или сите тие обвиненија со кои се товарат актуелни или бивши партиски функционери и државни функционери кои доаѓаат од политичката партија ВМРО-ДПМН. И од таа гледна точка јасни се ставовите на лидерот на опозицијата во однос на предвидениот нов закон за специјално јавно обвинителство. Од друга страна видовме дека премиерот Зоран Заев се изјасни да кажеме благонаклонето према работата на специјалното јавно обвинителство, дури ја пофали работата на специјалната јавна обвинителка Катица Јанова, но тука индикативно се поставува прашањето и е многу симптоматично однесувањето на ДУИ како политичка партија во целиот овој галијаматис, да кажеме, правно-обвинителски. Ако ја видите реториката на челниците на ДУИ, на Али Ахмет и на Бујар Османи, тие секогаш со своите искази кажуваат дека се за владење на правото и правната држава. Дури Бујар Османи имаше една изјава дека ДУИ како политичка партија се заложува секој функционер на ДУИ од 2002 па наваму, односно од годината кога е формирана таа политичка партија, да биде предмет на истрага, бидејќи тие биле толку честни и толку работеле согласно уставот и законите, немале од што да се плашат, но гледаме дека ДУИ воопшто не беше расположен за да се продолжи рокот за работа на специјалното јавно обвинителство. Таа реторика почна да менува од кога странците, односно меѓународната заедница и нивните представници во нашата држава извршија притисок да се продолжи работата на специјалното јавно обвинителство, да се гони висока корупција, да се расчистат инкриминираните дејанија од прислушкуваните разговори како еден услов кој може би бил клучен во овој момент за Македонија да добие датум за преговори со Европската унија во јуни. Сега се поставува прашањето, нашите политички елити во изминативе 27 години колку што Македонија е независна држава, секогаш декларативно велат и се заложуваат дека се за владењето на правото, дека работат за воспоставување на правна држава, за независни, професионални, стручни суди и обвинители, односно човечки материјал кој реално со својот интегритет и кредибилитет ќе ги пополнува судството и обвинителството, но практиката и искуството нам ни кажува дека секогаш во Република Македонија таа политичка партија, таа политичка коалиција кога ќе освои власта, кога ќе се добере до власта, прво нешто што прави е ставање под своја политичка команда и контрола на судско-обвинителскиот систем.
Сега ние како граѓани да дадеме еден предлог до сите политички елити, бидејќи моментално се преговара, условно кажано, за продолжување на законот за специјално јавно обвинителство, да дадеме еден предлог, ја лично како граѓани на оваа држава и како политиколог, до сите политички елити, и до премиерот, и до лидерот на опозицијата, нека ги прошират ингеренциите на специјалното јавно обвинителство, нека му дадат поголем мандат, дури и неограничен мандат, специјалното јавно обвинителство да се занимава со коруптивни криминални дејствија на сите јавни функционери и државни функционери во Република Македонија од 1991 година па навам. Значи да нема корупцијски мега скандали, да може да застаруваат, туку да дадеме мандат на стручни, компетентни луѓе да работат наназад 27 години да гонат висока корупција, бидејќи во Република Македонија таа е ендемс. Само тука мора да се сменат законите. Ќе се сменат законите ако има политичка волја, само да се доискаже. Ќе има проблем околу персоналното решение кој да биде специјален јавен обвинител. Па еве ќе им предложиме. Јас лично сакам специјален јавен обвинител да биде романската специјална јавна обвинителка Лаура Ковеси. Видовме она што направи во Романија. Во гонењето на висока корупција кај романските политичари, од сите политички елити, имаме ние успех во работата на таа специјална јавна обвинителка во таа земја, да имаме во затвор со ефективни затворски казни премиери, градоначалници, министри, политичари од висок ранг. Сега се поставува прашањето, ако нашата политичка елита договори такво персонално решение, веројатно ќе треба да го прошири и капацитетот на казнено поправните установи, шутка и други. Веруваме, не е до обвинителството, до судовите. Тука треба да направи јасна дистинција. Значи, СЈО направи многу случаи. Гонеше и, еве го, и Мендук Тачи и други високи функционери, некои на ДУИ. Не е проблем до обвинителство. Сега и основното јавно обвинителство гони и е многу послободно. Кај нас е проблем судиите. Значи судството ни е катастрофално. Така е. Значи они можат да направат многу со издржани аргументи предмети со кривични дела, со основани сомненија, со докази, но судот ако не е независен, јас велам и мислам дека тоа од еден британски политиколог сум го прочитал. Ако една држава нема независно судство, таа не заслужува, не е држава. Така е. Така да судиите во Албанија направија ветинг на судиите на обвинителите. Пред да се направи ветингот, не знам колку судии дадо оставка и побегна некој од нив, дури емигрира. Не сум сигурен. Армен, јас се согласувам со тебе како што напомена и ти самиот, значи нашите тоа е специјални систем. јавни Значи, обвинители, суди. да, јасно, ама Заедно. нашите специјални јавни обвинители, сите тие од тимот на Катица Јанова, произлегува од постоечкото јавно обвинителство на јас го Република кажав Македонија. тоа, да. Но во моментот кога ВМРО ДПМН е бил на власт, тие луѓе не се охрабрувале да бидат обвинители така како што треба да бидат, да поднесуваат обвинение и да гонат висока корупција. Значи они добиле, како да кажам, ветар во грб со тоа што имало процес на промена на власта и почнале да работат независно, охрабрувајќи се да гонат висока корупција и да даваат обвинение. Се надевам, верувам, така е и веруваш и ти, дека и во постоечкиот судски систем има честни судии, кои стварно професионално си ја вршат својата судска професија и работа, и дека тие треба да дојдат, да се одважат, да гонат висока корупција, независно од која политичка партија или провиненција доаѓа. Сега ние имаме проблем со тоа, ти што кажа, кои се уште се наоѓаат на највисоките судски инстанции, како Јово Вангеловски. Значи, една од придобивките, можеби најзначајната на оваа власт е слободата на изразување. Значи, луѓето се ослободија. И респонзивноста кон јавноста. Значи, е голема разлика. Сега, колку, например, во некој случај неколку функционери на СДСМ дадо оставки, кога се открија разлика. Се повлекува. Сензибилизираноста на јавноста е огромна, особено таа доаѓа од социјалните мрежи, па се пресликува потоа во сите мејнстрим медиуми и гледаме дека тука е една од главните позитивни работи, значи освен евроинтеграциите и решавањето на во западните земји јавноста е еден од највисоките институти за притисок врз власт. Да. Добро, мораме да направиме кратка пауза за рекламниот блок. Вие останете со нас, се враќаме за кратко во студиото.